Оваа година на 5 декември Сдруженијето ќе прославува 10 години од своето активно работење, односно од отворање на канцеларијата, тоа беше во 2007 година. Нашата работа пред се базира на давање поддршка на ромската заедница во Тризла, меѓутоа исто така и на други ромски заедници кои што живеат во други општини, а за кои што имало потреба од поддршка од нашето здружение. Различен број на проекти се реализирани изминативе 10 години со поддршка на нашите донатори и стратешки партнери. Пред се тоа се Фондација Отворено општество Македонија, Национални демократски институт од Македонија, исто така Хабитат и УНИЦЕФ оваа година во голем дел не поддржа во нашите активности. Активности се базираат на различни пристапи, меѓутоа во суштина 3 пристапи се од суштинско значење, а тоа е нудењето на бесплатна правна помош, олеснувањето на комуникацијата со јавните установи и ромската заедница и третиот пристап е исто така базиран на охрабрување и мобилизација на самата ромска заедница за да се охрабри да биде гласноговорник за своите права. Сдруженијето нуди бесплатна правна помош со фокус на здравствена и социјална заштита, здравствено осигурување, како регулирање на граѓанскиот статус. Паралелно вршиме правно зајакнување преку информирање, асистенција, правни совети, како и едукација за примената на законската регулатива при остварување на правата. Во делот на правна помош исто така пишуваме изјави, пријави, барања, како и преставки при идентификуван пропуст во текот на постапката. Поднесуваме реакции, ургенции, организираме јавни средби или пресконференции при забележан институционален молк за барањата. Сдруженијето исто така документира случаи на лица кои се соочиле со нееднаков третман во пристапот до услуги, како и лица кои се соочиле со проблемот на дискриминација. Сдруженијето е член на мрежата за заштита од дискриминација, која се залага за општество без дискриминација. Во делот на заштита на жени и деца, фокусот е ставен на овозможување пристап до здравствени услуги за жените и децата од ромската заедница. Во делот на жените, акцентот го ставаме на сексуалното и репродуктивно здравје, при што во континуитет се организираат едукативни работилници и овозможување на директен пристап до здравствени услуги за рана детекција на малигни заболувања, употреба на контрацептивни средства и планирање на семејство. Во делот на децата, акцентот е ставен на децата кои што се исклучени од образовен систем, при што во континуитет овие деца се идентификуваат на терен и во соработка со здравствените установи се врши нивно враќање во системите на имунизација и систематски преглед. На ваков начин, во изминатата година, преку 150 лица се вклучени во процесите на едукација и советување, а 80 од нив имаат остварено директен пристап до здравствени услуги. Секој може да се бори за своето право, се додека со тоа не го повредува остварувањето на правата на другите. Тоа беше нашата клучна порака со која што го едуциравме ромското население да се бори за интересите и потребите на колективитетот наместо на посебните индивидуални потреби. Со тоа сметавме дека ќе се направи сериозна промена во ромската заедница, од причина што досегашното наше искуство покажува дека инфраструктурните зафати се од колективен интерес, а за тоа најмалку се има фокусирано внимание и се повеќе се предизвикуваат одредени проблеми за кои што дискутираме во изминатиот период заради недостатокот на инфраструктурни зафати во самата населба. Како пример би сакала да го истакнам проблемот со Дабнички канал или Дабничка река, која што според нас изминатава година представува извор на заразни болести, опасност по безбедноста на децата и на околината и исто така проблем со кој што се соочува околината во делот на екологија. Со инвестициите во решавање на овој проблем, за кој што цела година изминатата 2017 година дискутиравме со јавните институции и со донесувачите на одлуки, сметам дека ќе го надминиме проблемот колективно, наместо индивидуално и во суштина со тоа ја потенциравме, уште еднаш ќе кажам, нашата клучна порака кон целата ромска заедница, а тоа е дека треба да се мобилизира и да се охрабри заедницата во застапување на нивните заеднички колективни права, а не само на индивидуалните потреби, како што беше случај во изминатиот период. Со доделување на трето ноемвриската награда на нашето здружение ни се дава дополнителна мотивација, меѓутоа и поттик за да продолжиме да работиме по овој начин со ромската заедница. Истовремено би сакале да укажеме голема благодарност до локална самоуправа Прилеп за давањето важност на оваа работа, бидејќи тоа на некој начин и ја покажува присутноста на ромите во самата општина како значаен фактор на кој што треба се посвети внимание во нивната понатамошна работа.